Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов. Ова е емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Вечерва и во недела во 22 часот две одлични теми кои се на некој начин меѓусебно поврзани. Вечерва одиме со темата дали Никола Груевски ќе има судбината на Ванчо Михајлов. Дали Груевски може на бел коњ да се врати во Македонија? Тешко дека може да се врати на бел кон, пошто сега заминувањето му беше така многу контраверзно. Контраверзно. Па дури еден Владо Бучковски сега може да поентира. Јас не избегав како Груевски, останав тука да се борам за правда и да докажам дека сум невин. Значи еден Владо Бучковски со кој сите на некој начин спотер правевме изминативе 10-15 години. Така, да. Боревме за тие тенковски делови. Тие делови. Сега дојде и ги има своите 5 минути да каже, види, јас за разлика од Груевски не избегав од Македонија. А уште повеќе и нешто друго. Сега зависи како се јас тоа имам во вид. А како си заминал? Ти практично, како тој, попушти се и на крај избега. Тоа не е славно бега. На 8 септември оваа година Никола Груевски пише еден долг Facebook статус од Будимпешта на 12 А4 формат страници. Во тој Facebook статус беа опфатени мноштво на теми. Една од темите е бегството на Ванчо Михајлов. Октомври 1934 година, бидејќи му е изречена смртна казна, Ванчо Михајлов од Република Бугарија бега или побарал азил во Република Турција. Секој кој го читаше тој Facebook статус на Никола Груевски не можеше да помисли овој човек како да се поистоветува со судбината на Ванчо Михајлов. Како овој човек самиот да се гледа во улогата или во ролјата на Ванчо Михајлов. Објаснето е целото патешествие на Ванчо Михајлов. Всушност, пишувајќи за Ванчо Михајлов, јас имав впечаток, почитувани гледачи, како Никола Груевски да пишува за самиот себе си. Од каде потекнуваат тие историски врски на Будимпешта, на Маđarска со историското ВМРО? Значи не само сега бегството на Никола Груевски во Будимпешта, кој ги отвори нели тие прашања, и Ванчо Михајлов, и помошта која Будимпешта и Маđarска ја дава на историското ВМРО. На што се должи тоа? Маđarска е дел на таа Австро-Унгарија и ние кога говориме за Австро-Унгарија секогаш мислиме на Виена, а многу помалку мислиме на Будимпешта. Да. Меѓутоа тие врски се веќе 100-150 години. На што историски се должат тие врски на Будимпешта и Маđarска со историското ВМРО и со денешното ВМРО? Pa, ovako, ja mislim da je interes i mađarski, ne samo prema VMRO-u, nego prema svim skupinama koje su bile zagovornici rušenja Kraljevine Jugoslavije ili preslagivanja odnosa unutar Kraljevine Jugoslavije. Od toga je dolazila njihova inspiracija za pomoć. Тvrtko Јаковина е еден од трите најдобри млади историчари на Балканскиот полуостров. Кој јас би правил одредена анализа или одредена проценка, почитувани гледачи, тогаш Тvrtko Јаковина влегува во редот на трите најдобри историчари од младата и средната генерација. Одлично ја познава историографијата на поранешна СФР Југославија и на Балканскиот полуостров. Еве што на тема Австро-Унгарија и зошто Никола Груевски емигрира во Будимпешта говори историчарот Тvrtko Јаковина. Пример Кирил Парличев, син на познатиот Парличев, кој е еден од најголемите масони во тогашна Бугарија, нели, со потекло од Македонија. Во дел од своите мемуари кажува за огромни количества на пари кои амбасадорот на Маđarска во Софија им ги дава да функционират. Им ги дава да ги финансират своите чети, своето движење, своето делување. Значи и финансиски оди таа подршка. Ali to je prije svega antikraljevsko. Значи poranešno kralstva Jugoslavije. Da, dakle to je mađarski interes, je interes u mađarskim krajevima. Odnosno ono što Mađari smatraju vlastitim krajevima. To je trijanonska Mađarska. Dakle, to станува до денес, господин Јаковина. Гледате, Груевски пребегнува во Маđarска. Значи Груевски е во екзил политички во Маđarska. Da je bliskost Gruevskoga i Orbana prije svega ideološka. Ideološka. Dakle, u teritorijalnom smislu to igra manju ulogu. Oni su se, ja bih rekao da su se oni našli na ideološkoj razini. Oni su po načinu funkcioniranja slični, po načinu kako vide demokraciju su bili slični. Ja bih rekao da možda postoji nekakvih financijskih ili poslovnih interesa. Što se tiče djelovanja Hortijeve Mađarske prema Kraljevini Jugoslaviji, pa i uopće mađarske politike,
ta politika je, ili veliko-mađarske politike, ona se iscrpljivala sa tim krajevima koji su bili krajevi Velike Mađarske, a to je ogroman prostor, to je 2/3 više nego što je današnja Mađarska, i ekonomskih interesa. Od 1934 godina pa do 1941 godina кога се стационира во Загреб после победата или враќањето на Анте Павелич и формирањето на независна држава на Хрватска, Ванчо Михајлов шита како поштенска марка низ повеќе европски држави. Меѓу другото, од средината на 1940 година па до мај 1941 година, тој е стациониран во Будимпешта. Внимавајте, значи стациониран е во Будимпешта, во градот кај што сега се наоѓа Никола Груевски. Може би е случајност, може би е коинциденција, може би е само одредена историска иронија, меѓутоа многу често и во многу наврати патиштата и на Никола Груевски и на Ванчо Михајлов се испреплетуваат. Тоа беше бегање или беше договорно заминување? Тоа си е, Бидејќи господин Мицов, зборам бегање, ама сега да. Има една логична работа која треба да се разјасни. Ако веќе имаше решено да бега, зошто не бегаше пред референдумот? Зошто мораше да бега после референдумот и после изгласување на уставните измени во македонскиот парламент? Никола Груевски си замина од Македонија дури по изгласување на уставните измени во македонскиот парламент. Не, затоа сега, значи тие не се контраверзни. Јас мислам дека тој е чекал нешто, е чекал до последниот момент. Што е чекал, тоа веќе друго прашање. Што вие мислите, што чекал? Па што е чекал? Некаков тоа, некаков пресврт и договор таму да не оди во затвор или нешто друго. Договор со владата, со заем, со меѓународна земја. Да, во таа смисла. Тоа нема договор со Господ, нема. Ете така. И тоа затоа што тој сепак референдум. Ама не се знаеше како ќе биде референдумот. Тој во едно свое Facebook обраќање. Тој бил спремен претходно. Тој во едно свое Facebook обраќање имаше напишано дека ако тој се прашувал, ќе го повикал народот да излезе на референдум. И дека ако се водела добра кампања, на тој референдум мнозинството македонци би го отфрлиле предлогот за промена на името. Тој го пишуваше. Значи, тоа беше неговата позиција напишена во Facebook статус. Ако тоа е навистина така е размислувал, тоа значи дека за жал не може да размислува. Сега, ако така, што може да биде, да е пишал едно, па да мисли друго. Сега и тоа. Тоа го има напишано. Да. Додуша го има напишано од се замина во Будимпешта. Од Будимпешта го има напишано. Понекогаш човек, нали, тоа е за мене најлошото, кога едно размислува, друго пишува, трето делува. Така, има и такви луѓе и тоа. Ама тогаш се политичари на джойстик. Па да. Или на далинско. Па да, така е. Сега отварате на програм на кој сакате да отворите. Така шо, така или инако, и до сега не се знае точно, практично, од каде е поминал. Никој нема кажано. Сега разни пасоши се вртат, кој се глупо. Тој има неколку интервјуа, во кој го нема одговорено тоа прашање. Па нема, да. Јас сум имал 2 средби со него, кај што сум се обидувал да го натерам да даде интервју, не прифатил, рано е во мемуарите и така натаму и така. Па тој пишува секој ден мемуари. Мемуари пишува, да, овие се 12 страни. Малку ли тоа? Значи го нема одговорено. Мојот услов беше, сакате да имаме интервју, ќе мора да одговорите од кај сте избегале. Како сте избегале? Со кого сте се договарале? Така е. Што се клучни работи, бидејќи сепак бил околу 15 години на чело на ВМРО ДПМН и бил 10 години на чело на македонската влада. Ретко кој политичар има таква политичка кариера. Нема, така е, навистина. И сега практично, сега јас сум размислувал исто така и мислам дека пошто таа работа преку Албанија, па Црна Гора, па Србија, па не знам што, јас мислам дека тоа е најлогично и најпросто од тука преку Србија и натаму. Вие така мислите? Така мислам, затоа што види. Кога одиш, независно, со договореност или без договореност, кога одиш, па нема да поминам цел Балкан, мајка му, за да заминам таму во тоа. Ке си усредам нормално. Јас после можам да кажам дека сам поминал сите држави. И можам таму да ми вадат разни елитни патни исправи и тоа, ама практично безбедно, што ти и договорено да има, ти пак мора да имаш едно на памет. Пошто знаете, многу договорености и така. И најчиста работа е тука, влегуваш, од там те
поемат тие таму, Маđarske другите служби. да, и маđарските и толку. Пропишувајќи на тема атентат врз Александар Караđорđević, октомври оваа година, значи некаде пред еден месец, Александар Шехтански, председателот на ТМОРО, пишува: во октомври 1934 година во Марсеј, македонецот Владо Черноземски го изврши атентатот врз српскиот крал со влашко потекло Караđorđević, но и францускиот министар за надворешни работи Луи Барту, инаку прв човек на француската масонска ложа. Франција од тогаш па нааму со својата политика е докажан противник на се што е македонско. Коинциденција е дека ветото во октомври 2019 година можеби не е случајна. Тоа го пишува Шехтански. Тоа одговара на темата која ние отвараме. Всушност, почитувани гледачи, ВМРО историско и ВМРО сегашно имат многу блиски релации и односи со Австро-Унгарија, со Унгарија и со Будимпешта. Па дури тренинг кампот, каде што се тренираат луѓето кои треба да го извршат атентатот врз Караđorđević и врз францускиот министар за надворешни работи е на територијата на денешна Унгарија. Гледате и кампот каде што се тренираат и усташите и членовите на ВМРО за атентатот врз Александар Караđorđević се на територијата на Маđарска. Се случува 1934 година. Tako je, ali da bi se ubio kralj, da bi se destabilizirala kraljevina Jugoslavija, jer je to način na koji Mađari mogu ostvariti veći utjecaj ili teritorijalnu kompenzaciju, što je bio konačno i cilj. I to je Hortijev cilj, ostvaren jednim dijelom u vrijeme Drugog svjetskog rata. Budimpešta, Сегедин се центрира од кај се руши Милошевиќ. Значи, ја нема Југославија, ја нема и кралска, ја нема и Титова Југославија, a сепак преку Budimpešta... Ali ostaju mađarski krajevi. Mađarska ideja mađarske države koja je kažnjena najviše po završetku Prvog svjetskog rata, koja je izgubila 2/3 onog što Mađari smatraju svojim, što Mađari danas pokazuju na magnetićima koje prodaju po ulicama Budimpešte i mađarskih gradova. On je pozivnici, кај што се повикуваат на разни митинзи, на партијата на Орбан, но позади има сликата или картата на голема Албанија. Tako je, i tako pokažu, a to je sve tobože iz historijskih razloga i kao povijesna reminiscencija. Zamislite kad bi netko drugi stvarao takve povijesne, kada bi recimo Rusija tiskala pozivnice sa granicama Sovjetskog saveza. Па и рушењето на Чаушеску почнува со напад на еден унгарски свештеник. To je istina, ali je, tu se ipak miješaju različiti slojevi. To je istina da je pobuna protiv Čaušeskog krenula u Temišvaru i da je Temišvar imao veliku mađarsku zajednicu i da je mađarski svećenik ili svećenik mađarskog porijekla bio iskra koja je sve to zapalila. Ali ono što se dalje događalo nije bilo samo zbog toga što su Rumunji slijedili taj primjer, nego zato što je Čaušeskova vlast bila kakva je bila, zato što je bila 89. godina, što se svijet počeo stubokom mijenjati. Imate ispreplitanje slojeva, vi neke stvari možete prepoznati, ali neke stvari su potpuno nove. Dakle, ideološka bliskost Gruevskoga i Orbana mislim da je puno važnija, kao što je, ne znam, u Hrvatskoj mogla biti između Karamarka i Orbana ili između Kolinde Grabar i Orbana i tako dalje, više nego što su to nekakve povijesne reminiscencije. Interesi nisu isti niti prema Rusiji. Nisu sve od tih zemalja, niti na Balkanu, a niti u Srednjoj Evropi, jednako okrenute prema ruskom fenomenu. Бидејќи ние знаеме све на светот, на првото прашање за Будимпешта и за Република Унгарија, ние ќе речеме дека тоа не е некоја битна дестинација. Меѓутоа, луѓето кои се разбират во разузнавачките служби, како функционираат тие служби, ќе ви рече дека Будимпешта е исклучително моќен центар. На крајот на криштата, почитувани гледачи, преку Будимпешта и преку Седингин беше рушен режимот на Слободан Милошевиќ. Но е што за таа тема, за моќта и влијањето на Будимпешта, лани во емисијата во Центар кажуваше Божа Спасич. Мачарите учествуваат во рушење на Берлинскиот зид. Бидејќи германците од источна Германија преку Маđarска се спроведат. Куда su ušli? Pa to je, Mađari, glavni talas izbeglica je ušao preko Mađarske dok nije zatvoreno i rečeno dosta smo im dali. Da, dok je ne padne Berlinski zid. Pre tome vojte računa, Mađarsko uopšte nije, pod navodnicima to govorimo, mutava, nije zemlja koja nema izuzetno jaki značaj i uticaj. Jugoslavija, Mađarska, Češka i Polska, međutim Mađarska je prva, 56. godina, preko Mađarska počne rušenje i komunizma i Sovjetskog saveza i rušenje Berlinskog zida, gde su rušenje Čehoslovačke,
je išlo isto preko Mađarske, ne zaboravite, zbog Slovačke i kod Bratislave i tako da je. Ključna država. Ključna, pa ona je I zajedno prva država, bez obzira na ove satelite koji su ušli u NATO i ušli u Evropsku uniju, ne znam, Hrvatska i Slovenija, to je ništa. Mađarska je ta zemlja koja je udarna, kao što vidite, tvrđava. I od nje zavisi kako će se ponašati ovaj donji deo. Ona u nekom obaveštajnom smislu predstavlja glavni stup za ono što se nalazi ispod nje. Pa i Soros. I Srbija. Pa i centrite. Drugo, uzmite Orbanova, njihov predsjednik vlade koji se ponaša sasvim komotno. Dakle, on ne dozvoljava da mu se soli pamet, ali naravno samo do one granice do koje to odgovara i tako dalje. Кога веќе анализираме што пишал Никола Груевски, каква е неговата судбина и каква е судбината на Ванчо Михајлов. Еве дел од тоа описање на Никола Груевски од 8 септември ова година, кај што тој вели дека на Ванчо Михајлов во Република Бугарија или во тогашна Бугарија му е изречена смртна казна. А еве го Facebook статусот на Никола Груевски од 13 ноември минатата година, кај што тој објавува дека има емигрирано од Република Македонија, има добиено политички азил во Република Унгарија, односно во Будимпешта. Цитирам: "По последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот." Значи некој се заканувал дека може да го одземе животот на Никола Груевски. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секојаш кој останам верен на каузата Македонија. Никош нема да отстапам. Тоа го пишува Никола Груевски на 13 ноември минатата година. Значи гледате, во двата случаи стана збор за смртни пресуди. Од една страна бугарската држава кон Ванчо Михајлов, а во вториот случај Никола Груевски добивал закани дека ќе му биде одземен животот. Гледате како се испреплетуваат тие нивни судбини. Пред една година беа отворени архивите на ЦИА. Во тие отворени архиви на ЦИА се гледа дека Ванчо Михајлов во текот на тие 30 или 40 години колку што престојува во Италија и во Рим, имал тесна комуникација или чести комуникации и врски со тогашните југословенски тајни служби. Дали тоа било УДБА, дали било КОС, сеедно. Па дури и структури на УДБА и КОС биле ставени во непосредното обкружување на Ванчо Михајлов, имале целосна контрола на движењето и функционирањето на Ванчо Михајлов. Тие отворени архиви сега ни фрлат на сосема друга светлина. Како се живее во екзил, како се функционира во екзил и како може да се спаси жива глава во екзил. Еве што на таа тема вели Стефан Влахов Митев. Може ли да заврши како Ванчо Михајлов до крајот на својот живот да биде во екзил? Ванчо Михајлов до крајот на својот живот беше во Рим. Да, така, да. Беше под заштита на Ватикан, на делна структура на истовремено, Ватикан, да, никој не го гонеше таму. Никој не го гонеше. Сега во овие декласифицирани документи на ЦИА се гледа дека имал договори со УДБА, дека имал комуникација со УДБА, дека самата УДБА и своји луѓе во неговата близина на Ванчо Михајлов имаше стајано и така натаму. Пред неколку години во Бугарија објавија дел од документи, секако подбрани. Тоа што им одговара, да. Што им одговара, ете така. Една новинарка, Алексеја Димитрова, објави за Симеон II. За Симеон II, нали, и службите бугарските. Но, пошто Симеон II е бил така или инако наследен и поврзани со тоа, со руските, со тогаш советските. Нали, служби и така. И во еден момент се замешува името на Ванчо Михајлов. Како? Затоа што тогаш во 60-тите години уште така младиот Симеон II, тој и до сега е познат како човек кој играе многу во тоа се коцка. Така, добро. И изгубил голема пара, сума на пари и позајми од Ванчо Михајлов. Тоа го пише, тоа го има како документ. Симон II, царот, нали? Царот. Симон Саксобурготски, што стана премиер. Така, кој стана премиер. Бојко Борисов што му е обезбедување. Да, обезбедување. Ете така. Значи поземил пари од Ванчо. Поземил пари од Ванчо Михајлов. Така, сега тоа русите, нали, излегува. Значи има во архивите, советските архиви. Да, има. Сега. И секако не може да му ги врати. Не може да му ги врати, пошто ги потрошил. Ги искоцкал и така и барал други места. Ама Ванчо Михајлов не е некој кој тоа. И му ставил така да ми вратиш парите. Тогаш овој не. Инако ќе те средам. Сега Ванчо средил толку луѓе. Значи па еден цар, па бил цар и тоа ништо не му е. Ете така. И тогаш, значи, русите тоа го дознали. И се обраќат кон бугарските служби.
се обраќат кон бугарските служби дека со Ванчо Шега не може така да се шали и тоа и мора да се земат мерки. Но тие го земат во тоа и независно дека са пратели таму, са гледали Симеон II во целиот тој период, така, ама изгледа не са презели мерки да платат. Затоа што така од документите излегува дека русите са платили долгот. На Симеон Сакско-Бургоцки. На Симеон Сакско-Бургоцки. Значи долгот на царот на Бугарија, на Ванчо Михајлов. Затоа што тие имали интерес. Внимавајте на ова историска логика, почитни гледачи. Анте Павелич е гонет од режимот на Александар Караџорџевиќ. При бежиште или за солниште наоѓа кај Ванчо Михајлов. Кога Ванчо Михајлов или неговиот пријател се наоѓа во Небрано, или кога е формирана независна држава Хрватска, тоа е пролетот 1941 година, Анте Павелич му ја возвраќа услугата на Ванчо Михајлов. И некаде од пролет 1941 година, па некаде до почетокот несента 1944 година, Ванчо Михајлов живее во Загреб и независна држава Хрватска. После пропаста на независна држава Хрватска и после пропаста на режимот на Хитлер, и Анте Павелич и Ванчо Михајлов со помош на Ватикан, со помош на Римокатоличката црква, посебно со помош на језуитскиот ред во рамки на Ватикан, успеват да избегат да најдат засолништо прво во Австрија, подосна во Италија. Ванчо Михајлов до крајот на својот живот останува во Рим и во Ватикан, додека Анте Павелич се преселува прво во Аргентина, а подосна и во Шпанија. Но што на таа тема говори историчот Горан Шарич, можевте да видите некаде пред 2 недели. Еве само 2 минути од тој интервју. Како бега, имате ли некои информации? Вие слушав или сум слушал ваше интервју кај што велите дека Анте Павелич со помош на Ватикан и со структурите на Ватикан е префрлен во Италија, од Италија е префрлен во Латинска Америка, подосни во Шпанија, дека се крие со помош на Ватикан, веројатно слично е приказната на Ванчо Михајлов. Можете ли тоа оперативно делување на Ватикан малку да го дефинирате, како Павелич, например, бега? Да, он je bježao, znači, i to vrlo na jedan kukavički način, njegov telohranitelj to opisuje, kako je bježao u jednom paničnom onom bijegu, iako Rusa nije bilo iz nekakvog straha, idu Sovjeti, da se baš ponašao kukavički, onda se krio u jednom manastiru u Austriji, katoličkom, i onda bježi preko mreže koju je uspostavio čuveni katolički svećenik Krunoslav Draganović, koji je bio glavni agent i koji je moguće i krivotvorio neke od dokumenata, to se sad vode se rasprave o tome. Znači, glaven agent, čiv glaven agent? Glavni agent Vatikana, to je bio katolički svećenik Krunoslav Draganović, koji je bio glavni čovjek za Pasovske kanale, gdje su njih preko lažnih imena, preko raznih pasoša skrivene u časnu sestru, recimo Pavelić, znači u Kaluđericu, skrivali po manastirima i onda ih odvodili preko Italije za Latinsku Ameriku. Amerika je u tome isto sudjelovala preko operacije Paperclips ili spajalica, jer su njoj trebali uglavnom naučnici iz tog nacističkog i onog miljeja, a i poneki možda general, poneki vojskovođa, ako dođe do otvaranja fronta sa Varšavskim paktom. Ванчо Михајлов, Втората светска војна е поминува тука во Загреб. Прв сосета на Анте Павелич, поглавникот или првиот човек на независна држава Хрватска. Imate li nešto istraživano što ovo tije 4 godine pravi Vančo Mihajlov tuka vo Hrvatskoj? To je dobro pitanje. Ja vam ne mogu o tome, ne znam, ali to može biti vraćanje usluga starome savezniku iz vremena dok su se borili protiv onoga što je i jednome i drugome moglo biti ili bio problem, a to je bila država koja je nastala 1918. godine. Međutim, znate... Ako Pavelić 1934 година бега во Бугарија. Јасно. И го кријат луѓето блиски на Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов, значи, наоѓа прибежиште ке својот пријател од 41 до 44 година. Ja mislim da vam se taj odnos u tom ratnom trenutku iscrpljuje više u tim starim savezima nego što su to... Dakle, vi možete imati snove o budućem ustroju jednoga dana kada Njemačka pobjedi. Ali u onim okolnostima kakve su bile, tu nije moglo biti puno više od vraćanja starih usluga. Jer Hrvatska, Pavelićeva Hrvatska, niti je imala samostalnost, niti se ponašala kao samostalna država, a pogotovo u onoj situaciji ovdje rata nije imala mogućnost djelovati na širem planu. Tako da bih, to vam isto što sam rekao za Mađarsku. Mađarska može imati snove,
ali ti se snovi uvijek kreću unutar onoga što je bio mađarski prostor. Osim ako ne govorite o energetici, ako ne govorite o nečem drugom. Naprosto su brojevi takvi da vi ne možete imati svjetsku politiku. Dakle, makedonski prostor je za mađarsku politiku beskrajno daleko. On može podupirati zbog toga što su to politički istomišljenici, zbog toga što su to metode koje su iste i koje onda naprosto čine snažnijim i samoga Orbana, ako još oko sebe na bliskom prostoru ima puno sličnih kao on, ali nekakvu veliku strategiju tu meni je teško vidjeti. Има още един дел, почитани гледачи, кој вероятно ќе биде актуелен во некој период после можно пагање на Виктор Орбан од власт. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме, меѓутоа тој ги изгуби локалните избори во Будимпешта. Што значи дека крајот на владењето на Виктор Орбан можеби се гледа или можеби може да се насети. Значи во тој Facebook статус Никола Груевски пише дека на Ванчо Михајлов му било оневозможено од тогашните бугарски власти да му биде обезбедена емиграција во Соединетите американски држави. Односно тука го поставам прашањето, ако евентуално падне Орбан, каде ќе побара нов политички азил Никола Груевски? Од таа страна или од оваа страна на Атлантикот? На 8 септември оваа година, значи кој е празникот на независноста, Груевски објавува Facebook статус, вие што викате мемуари. Кои по мемуари сега? На 12... Тој не мој тоа му е најдолго, ама тој има еве сега неколку години имаше пак. На 12 страни. Да. Кај што го опишува бегството на Ванчо Михајлов од Бугарија. Тоа е 1934 година, кај што вели дека ноќта помеѓу 9 и 10 септември 1934 година Ванчо Михајлов нелегално ја минува границата помеѓу Бугарија и Турција. Како да си го опишува своето бегство Никола Груевски? Па сега не знам. Дали смета дека ќе има судбината на Ванчо Михајлов? Тој со своите действија, тој се тоа и да не гледа, тој оди по тој пат. На Ванчо Михајлов? Да, оди по тој пат. Така што со такви работи, прво, ти да испуштиш таква работа, значи таква голема шанса, пошто тој имаше шанс. Тука, во Македонија и сега имаше... Никој нема победено 10 пати на избори. Не само и тој имаше шанса, тој 2 пати победуваше, имаше и мнозинство за влада. Повеќе од 61. Точно така, целосно за влада и тоа. И ти се тоа, еве сега да користам зборот со Симеон, да го прокоцкаш, иако не на рулетка на тоа, да го прокоцкаш сето тоа. И да имаш кармата, да имаш кармата на Ванчо Михајлов. Да избегаш и тоа па да чекаш да се вратиш, тоа е многу тешка работа. Посебно не на Белкон. Не, на Белкон никогаш. Сега, јас еднаш, не знам, зборихме, мислам со тебе, надвор од интервјуито, ете така, дека тој може да биде вратен. Евентуално, јас не верувам, може да биде вратен, значи, како Симеон, да биде вратен при некои посебни турбуленции, но тоа не е на Белкон. Во никој случај. Белкон завршена работа. Тоа е во авионче. Да. Ке ви качат во авионче. Да, ќе дојде како сега ги носат на како што сега, како што Иванчо го донесоа. Па донесоа го тука, 44-та година. Да. Тука, ама виде тука колку 2 дена седи и после се замени. Драго Хедел е веројатно еден од трите најдобри истражувачки новинари, не само во Хрватска, туку и на Балканскиот полуостров. Тој го отвара случајот Иво Санадер. Иво Санадер паѓа од власт поради случајот Ина Мол, односно добива 10 милиони евра мито од маđarski мол, да има возможност да имат контролен пакет акции во Ина, иако немат 50% од акциите. Еве што на таа тема вели Драго Хедел. Ова Ина ви е всушност костурот на хрватска држава. Ви се испреплетува државата, службите, бизнисот и преку Ина всушност одат сите тие некои валкани работи. Па дури хрватскиот премиер Иво Санадер, меѓу другото, освен Кипе, Алпе, Адрија случајот, паѓа поради случајот Ина. 10 милиони евра мито дадени на рака, за да може маđarski мол да окупи контролниот пакет акции во Ина. Па дури и Карамарко, како вице-премиер на хрватската влада и како лидер на ХДЗ, мора да поднеси оставка, бидејќи неговата сопруга беше најдена во некакви консултантски договори и анажмани со Ина, односно со МОЛ. Значи, големи афери се врзуваат за Ина, големи афери и многу пари,
И тоа всушност дава белег на хрватската сцена, политичка изминатите 30 години. Upravo je čudno kako se MOL u toj priči našao. Ako gledate sa pozicije MOL-a kao jedne minorne i male naftne kompanije koja je dakle povela jednu puno veću naftnu kompaniju koja je bila INA. Ja sam ovdje živim u Osijeku, neposredno do mađarsku granicu i sjećam se kako su izgledale naftne, kako su izgledale ove pumpe MOL-a, benzinske pumpe MOL-a u Mađarskoj. Bile su u odnosu na INA barem 30-40 godina unatrag. Dakle, Sada da kažete da kada mala kompanija kao što je MOL kupuje jedan gigant, uvjetno rečeno gigant, u svakom slučaju INA je bila puno jača, puno razvijenija i puno snažnija i vitalnija nego što je to bio mađarski MOL. Na primjer, kako Dinamo Vinkovci da okupi Dinamo Zagreb. Otprilike tako neko. Sporedba. Međutim, vidimo da se stalno oko INA događaju nekakve vrlo zanimljive stvari. Vi ste spomenuli u vašem pitanju jednu, to je dakle ova priča o tome da li je na koruptivan način MOL došao u posjed INA. Činjenica je da MOL nije imao većinski paket dionica, ali je dobio upravljačka prava. Dakle, ako imate 49,99% dionica, dakle nemate 50 plus 1 dionica, što MOL nikada nije imao, dakle, pitanje je kako on došao do toga da ima upravljačka prava nad hrvatskom kompanijom i tu se onda poteže ovo pitanje koje još uvijek je predmet hrvatskog pravosuđa i koji se vrti u krug, jer Hernadi, koji je, dakle, bio partner u razgovorima sa premijerom Sanaderom, nije dostupan hrvatskom pravosuđu i ne možemo čuti što on ima reći o onoj čuvenoj snimci na kojoj se vidi kada se ona cjeduljica pojavljuje u kadru i kada se nešto na nju piše, pa se to daje onda Hernadi koji to stavlja u džepić i priča Roberta Ježića, sudionika tog razgovora, da je zapravo tada Sanader za 10 milijuna eura dao MOL-u upravljačka prava. 10 milijuna eura mito. Da. Upravo. Zato se sudi Sanader. Da su Sanader. Zato se povlikao od premijerskata funkcija. Pretpostavlja se da je Sanader zbog toga i otišao sa premijerske pozicije. Njegov sam odlazak još uvijek nije dovoljno jasan. Činjenica koju je on, dakle, istina koju on plasirao u javnost da je on to učinio zbog toga što je Slovenija blokirala Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, zvuči malo neobično. Naime, Sanader je, kao i svi koji dođu na vlast, volio svoju funkciju, volio tu vlast i on se je na jedan neobičan i neočekivan način povukao sa mjesta premijera, što u Hrvatskoj, a inače u zemljama našeg okruženja nije baš običaj da se političari tako lako zahvale na dužnosti, da kažu da su odradili svoju dionicu i da sada prepuštaju funkciju drugome. Dakle, tu je jedna velika zagonetka. Što mislite, počitanje gledači? Da li Nikola Gruevski može na bel konj da se vrati u Republika Makedonija? Vančo Mihajlov, koji od proleta 1941. godina je stacioniran v Zagreb, je kuke do kuke so Hrvatskoj poglavnik Ante Pavelić, nekada letoto есента 1944. godina se vraća v Republika Makedonija, potočno avgust 1944. godina se vraća v Republika Makedonija, ostanува 2 dana, gleda дека не може да формира независна држава Македонија и се vraća повторно с истиот авион во Софија, а подоцна и во Загреб. Тука се поставя прашањето дали Никола Груевски може да се врати во Република Македонија, дали може да се врати на бел конј и дали времето ќе ги амнестира сите негови политики. Има еден интересен факт, што и Груевски во тој свој Facebook статус го потенцира, дека од пролет 1940 па до мај 1941 година Ванчо Михајлов, исто како и Никола Груевски, живее во Будимпешта. Зошто Будимпешта? Можеме ли да нијансираме? Зошто Унгарија? Зошто Будимпешта? Бидејќи тоа не е од сега. To se tradicionalni istorijski odnosi pomеѓу ВМРО и помеѓу Будимпешта. И па сега така е. Сега тоа е. Сега јас знам дека тој се восхитуваше од Тодор Александров. Никола Груевски. Груевски, да. Дури и фондацијата сакаше да ја крсти Тодор Александров. Така, сега па направи глупости и тоа сега. Јас тоа сам пишувал и тогаш кога беше на власт, дека ако одите во Пиринска Македонија и кажете зборот Тодор Александров, овие го сметат така како најголем, значи равен со Ванчо Михајлов по уништувањето на македонските патриоти. Тоа тие. Немаше да се тоа и не случајно.
Јас секогаш сум прашал, добро бе, како може па бугарите, добро, тие не са паметни многу, меко кажано, ама, како може вториот булевар во Софија, по Цар Борис III, кој е најдолг, вториот е Тодор Александров, што тие са, значи Тодор Александров бил македонски патриот, па тие глупаци ставили вториот булевар в Софија на негово име. Добро, Мицов, од каде се врските историски на Унгарија, на Будимпешта со ВМРО, историското ВМРО? Од каде датират? Има и во мемоарите на Кирил Парличев дека тогашниот амбасадор на Австро-Унгарија во Софија неколку пати вади од касата големо количество на пари и им дава да ја финансират историската ВМРО. Од каде третира тие историски релации на Будимпешта со ВМРО? Па, така, сега види, тие секогаш, те и Груевски, не знам во кој беше напишал, там во еден чаршаф, беше напишал дека ВМРО има традиционални односи со западни држави, со земји и така, па тие секогаш, тие са имали, се знае, тоа е Будимпешта, Виена, пошто са на колку, на 60 километри, таму има тоа. Тоа се релациите. Тоа се релациите, па еве сега и тие, значи, и во еден момент, и тие, и Италија, пошто знаеме дека Чаулев е бил во Италија, нали, тогаш во 20-те години. Овие другите па, значи се шетали во Виена, во тоа, така што тоа е. Татарчев умира во Торино. Така што тоа е. Тоа се трите држави. Па тоа се трите држави. Сега тие не се одили, сега иако е имало тоа па предходно, кога е бил во почетокот на 20-тиот век, тоа е одел тамо Сарафов во Лондон и така, ама тоа не се. Инако другите са били во Средна Европа, Централна Европа. И сега има клучно улога тие држави. Па имат, како да немат. Во водењето на политиката на владата. Па знаеме Италија каква улога имаше предходно, па и сега каква имаше во есента со рекет, а предходно па другото со логистичката подкрепа, така, за шарена и така, добро, па знаеме истовремено и тоа Будимпешта, а па Виена, знаете, по Втората светска војна, сега, ајде да не е толку, ама во времето на студената војна, таа беше центар на шпионажот. На крајот на криштата, и настаните на 27 април 2017 година, Груевски заедно со Александар Николовски, кој сега подпредседател на ВМРО да помене, ги дочекува во Виена. Од Виена се враќа и држи таа утринска пресконференција во 4 или 5 сатна сабајле, кај што се одградува од настаните во македонскиот парламент. Ама не само тоа, јас мислам дека тие не случајно беа надвор. И тамо и во Виена. Не случајно. Па тоа работа 27 беше на места работа. Сега веќе евидентно дека е на места. Да, добро, ама тоа сега по паметните и тогаш, нали, па сме го и кажали, па и ти си го кажал, така во ред. Сега, значи, тие тогаш, ако обратиме внимание, во секој случај, кога имало некој проблем, сериозен, и тоа Груевски не бил тук. Надвор од Македонија. Надвор е бил, да. Па дури признавањето на Косово не е на седница на влада. Па не, точно така. Така што тоа си е кога се расправало за Октав влада на Љупчо Ѓорѓевски. Пак не бил присутен. Така сега, тоа ми доаѓа, иако нема директна врска, ама ми доаѓа за таков случај. Бугарскиот цар Фердинанд Сакскобургоски, кога е имало отвука за некоја тоа, тој никогаш не е бил во Бугарија. А и самото тоа признавање на кога се одлучува за независноста на Бугарија 1908 година, овој не е таму. Не е Фердинанд. Ма не е тоа. Така што тоа како некаков, како да кажам, балканско ли синдром некаков, да. Значи, тебе те нема таму, пошто јас ако сум таму секако нема да стане. Ама пошто не бев таму, стана. Се случи. Така што тоа се ефтини. Тоа се многу ефтини политики, ама тоа е. Драго Хедел, повторно ќе можеме да го гледаме во емисијата која ќе биде посветена на Аркан, односно на темата како Желко Разнатовиќ Аркан
Iako беше со своите паравојни формации, паравојни единици, најголем непријател на тогашната Хрватска држава, со која војува, всушност на истата Хрватска држава и продавал неколку камиони оружје. Меѓутоа, гледате, Драго Хедел, во врска со случајот Тина Мол, вели следно, дека маđарските власти, крунскиот сведок, не сака да го испорачат на Република Хрватска за да може да биде завршен случајот со судењето на Иво Сандер. Значи, човекот ги дава тие 10 милиони евра, се враќа во Унгарија и унгарските власти не сака да го испорачат на Република Хрватска за да може да сведочи во случајот против Иво Сандер. Всушност, Виктор Орбан и неговиот режим на некој начин се структура која влие битно на сите балкански процеси. Ке имаме и посебна емисија да тоа почнеме гледачи. Видите како моделот на Виктор Орбан е исклучително интересен и исклучително добро распространен широм Балканскиот полуостров. Јас тоа дури би го нарекол како обид за формирање на десна структура или екстерно десна структура која би можела да и парира на структурата на Сорос на Балканскиот полуостров. Вие пишувате дека и тука во Осијек се инвестира во фудбалски клуб, во терени, се дават милиони евра. Кој е интересот на Маđarска во еден Осијек да дава милиони евра за фудбалски клуб, например? Освен ако нема некои скриени намери. Ja sam pisao dakle o tome da Mađarska gradi dakle stadione i nogometne kampove u susjednim zemljama i to upravo u blizini granice. Jedan od tih slučajeva je i Osječki stadion koji se upravo gradi i koji po nekim procjenama njegova će dakle gradnja koštati oko 15 milijuna eura. 15 milijuna eura. Da, to je ozbiljan novac. To je ozbiljan novac i teško je pretpostaviti da bi dakle jedna nogometna akademija zbog koje se gradi taj stadion, Osijek inače ima svoj nogometni stadion, zbog koje se gradi taj veliki stadion sa 7 ili 8 pomoćnih terena na kojima će se dakle igrati nogomet, polaznici nogometne akademije. Neobično da bi se taj novac mogao u nekakvom razumnom roku vratiti onome tko u to investira. Dakle, ja sam napisao jedan tekst koji možda pomalo liči na nekakvu teoriju zavjere, a to je dakle da Mađarska vrlo sustavno i sistematski gradi stadione uz granicu sa svim državama sa kojima graniči. Od Hrvatske, ovdje u Osijeku, od Lendave sa Slovenijom, od Bačke Palanke, od Bačke Topole, u Srbiji. Dakle, isto se događa i u Rumunjskoj, isto se događa i u Ukrajini. Dakle, i u Slovačkoj. Dakle, Mađarska je investirala ogroman novac u razvoj nogometne akademije, što naravno može biti potpuno legitimno i neupitno, jer je poznato da je Viktor Orban veliki fan nogometa, da je njegov prijatelj... Delo, tije pari se davaju od mađarskata vlada. Da. Znači ima državi kaj što od mađarskata vlada se finansira. Zapravo najveći dio toga, bar kad je Osijek u pitanju, ide preko njegovog velikog prijatelja Mesaroša, dakle koji je vlasnik ozbiljnih tvrtki u Mađarskoj i koji je na Forbesovoj listi, čini mi se, među 1000 najbogatijih ljudi na svijetu, što je dakle jedan neobičan slučaj da taj čovjek u kratko vrijeme u biznisu i radi velike poslove sa mađarskom državom. Dakle, on je jedan od tih koji je iz rodnog mjesta je Orbanovog, oni su veliki prijatelji i dakle ta osoba je ovdje u Osijeku ona koja se spominje da stoji za gradnje toga stadiona. Znači, to je scenario. Po scenariju se kako... To je pazarovak, to je pazar. Koje ne se menува 29 godina. I pa ne se menува. Kada jedna vlada zastanува, другата продолжува. Потоа другата продолжува натаму. Ништо не е вратено, ништо не е вратено назад. Ништо не е вратено, значи од политиките, ништо не е вратено назад и друго. И ништо од украденото не е вратено и ниеден човек не е бил во затвор. Ако исклучим овие тие таму, да. Они за 10 кебапчиња што му украдено, само тој може затвор. Да, и тој и Бошковски дека, ама таму беа други работи. И овие што ги ставија во затвор за 27. Да, тоа да, сега ново. Ама инако ништо. Па тоа значи што значи? Застаруваат случаите. Гледате, застаруваат клучни случаи. Па застаруваат сега се. Целата работа е една оперета која ни се случува тука во Република Македонија. Види сега, значи, а тоа е така затоа што институциите се оперета, судството е оперета. Сега ти можеш за 10 кебапчиња и сега кој ќе ги тоа? Може и 5 години да би. Господин Мицо, тие се цело време во договор. Во договор се. Тие се цело време во договор. И кога ќе исполнат одредена улога и роља, им дозволува да избегат.
па точно така е сега, пошто тие се отработили. Си го Тие се одработија своето. отработили и кога се отработили, па мора да оди на одмор со украдените пари. За да може малце и да одмори. Тоа така да одмори во останалиот дел од животот. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Не се гледаме во недела во 22 часот со емисијата во Центар на YouTube. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде да си.